Имаме случај каде што јас го изразувам своето слободно право на јавно изразување, односно да лепам стикери на јавен простор на трансформатор на ЕВН пред Радио Слободна Македонија, да ми искочи новинар да почне да ми кажува што смеам, а што не смеам да правам, да ме плукне во фаца и да се обиде да ме удри. И при тоа сето тоа се случи пред камери нивни на Радио Слободна Македонија, кои што за среќа снимките за среќа завршија и во полиција, па затоа и не се сомневам дека кога ќе бидам викнат на суд, пријавата против мене ќе биде отфрлена, освен мада и тоа не можеш на тоа да рачунаш кога живееш во Македонија и имаш работа со вакво судство, но барем оние луѓе кои што ќе може да видат снимката ќе видат кој кого напаѓа и не само иницијално, него и кој кого брка и кој кого држат да биде нападнат. Она што го покажа со учесничкиот однос на полицијата во сево ова е не само што ни поднесоа еднакви пријави иако ја видеа снимката што се случило, зашто ја мислам ништо подобро не може да каже што се случило од снимка, ниту сведоци, ниту не знам на изјави на двајцата учесници, туку што за разлика од него, кој што можеше да биде кривично гонет за напад и па дури за некакви си кривични дела за нарушување на политичките права, како правото на слободно изразување, јас добив плюс и прекршачна пријава за нарушување на јавен ред и мир, зашто наводно не сум смеел да лепам налепници на трансформатор. Исто да тоа што ми се случи практично во 2009-та на плоштадот, ми се случува и сега. И тогаш пред камери, и сега пред камери. И што е најлошо, се гледа дека е синхронизиран напад на медиумите и на полицијата, односно државата, кога гледате како тој инцидент беше представен во медиумите. Прво ја наоѓаат мојата роднинска врска со опозицијата, кажуваат дека јас сум нападнал новинар на неговото работно место, даваат изјава само од едната страна, па уште реагира некаква си асоциација на новинари за која што сакав да реагирам, но не можев да ја најдам ниту веб страна, ниту фейсбук страна, ниту ништо. Практично нема човек како да реагира и да ја даде друга изјава. И побара, значи да резимирам, прилозите на телевизија беа нападнат новинарот, снимката не се спомнува дека постои како доказен материјал, снимката медиумите тие кои што зборат за мене не ја ни бараат, единствено МРТВ даде моја изјава, но е така пресечена елегантно да може да се свати во најдобар случај дека он вика дека е нападнат, а јас викам дека се случила тепачка. И тоа е тоа. При тоа не кажуваат, иако изјавата е многу кратка, не ја даваат целата, за да не го тераат Антонио да одговара на моите наводи. И згора на тоа, откако сватија дека постои некаква си видео снимка, во вторите изданија на вестите подоснежните, баш сите медиуми кои што првично го објавија тоа инцидентот, во вторите вести го нема. И отпосле тоа станува, како се вика, talking point на нивните колумнисти, кои што зборат, ете, новинарите се нападнати, никој не ги брани, кај се сега Соросоидите да рипнат во заштита на Антонио Димитриевски и така натаму. Што ме води до една друга поента, а тоа е што сега реториката е сменета, па веројатно заради таа доминација која што ја имаат, што е толку голема во медиумите, може да лажат безочно и при тоа да ги тераат другите да учествуваат во лагата. Затоа што кога дојде Телма 10 минути после настанот, 15, да даде изјава, јас одбив да им дадам изјава, затоа што ми реков дека се работеше за инцидент во кој што ниеден од нас не заврши со модринка, не сакам да ги опреварувам вестите со како се вика, со наши клеветења и бабешки, комшиски расправи.
Но откако тие си заминува, однешка почна да се појавуваат и Сител, и МТВ, и МАН да дава изјави, па едните од другите да си преземаат снимки и така натаму. Сител беше на лице место, ме снимаше како стојам и ја чекам полицијата, како се тувкам пред радиото, а не се дрзна да ми побара изјава. Замислете, значи основната новинарска етика е да побарате став од двете страни и тоа не се случува. Иако се таму, има како камерманот стои на 2 метри од мене и не бара. На Славица Арсова беше таму, примаше наредби по телефон и така натаму, не дојде да го стави микрофонот пред мојата уста. И кога на тоа ќе се додаде нивното така наречено плачење дека никој не ги заштитувал и дека нивните новинари се жртви на насилство, говор на омраза и така натаму, изостанува одговор од другата страна за да посочи како тоа не е говор на омраза, кога некој на Јанко ќе му искаже несогласување пред неговиот дом, или пак ќе му покаже среден прст во знак на револт на неговата омраза. Значи, не се работи за едно е насилство и тормозење на јавни личности, кои што сите од нас сите кои што се јавни личности знаат што е тоа. Тормозење и од досадни луѓе, тормозење и од пријатели кои што ви кажуваат добри работи и така натаму секој пат кога ќе ве видат, но говор на омраза подразбира дека некој повикува на насилство на одредена група по верска, по расна, по национална основа и така натаму. Никој не го напаѓа Јанко бидејќи е македонец или бидејќи е надпросечно тежок или дека е дека е маж и така натаму, за разлика од нивните медиуми кои што точно тоа го прават, кои што повикуваат на омраза и против ЛГБТ заедница, и против албанци, и против жени. При тоа кај жените не мислам на тепање, но ги прават жените подчинети, ги врзуваат негативните човечки особини со женски имиња, како да го нарекуваат, како се вика, генералка Стојанче или сестра Љубе и така натаму. Тоа е говор на омраза, ова не е и треба да се разграничи.